И здраво на сите, добро дојдовте во нова епизода од Патот кон себе. Мене имаше долго, се извинувам што долго време немаше видео, можеби мислам дека 3,5 недели, скоро 1 месец, така да ви се извинувам однапред за тоа. Пред да го започнам ова видео, ќе ви кажам дека немам идеја што ќе снимам денеска, наставно сам уклучив камера, уклучив рингли, ставив микрофони, ќе зборам тоа што прво ќе ми дојде на памет, но пред да зборам што прво ќе ми дојде на памет, сакам да разговараме за писателство. Ќе разговараме денеска за мојата книга, за тоа како доаѓаш од идеја до реализација, до проект, како се смислува, како сум ја пишувал и така. За тие што ви интересираат вакви работи, останете до крајот на ова видео. И што сакав да кажам, нема ништо да сечам да едитирам посебно, оставно ќе биде лабава епизода, лабав подкаст, така да наберете си кафенце, пуштате си некоја музика во позадина и уживајте во оваа епизода. Пред да ја започнам денешната епизода, ќе ви кажам што све се случуваше и каде бев и зошто ме немаше. Едноставно нема некоја посебна причина зашто ме немаше. Се вратив на вежбањето. Почнав да пишувам втора книга и за тоа ќе ви кажувам во ова видео. И исто така ќе одам во странство. За 3 месеци од сега заминувам во странство, така да моја замисла кога ќе заминаме дека да ви снимам влогчиња, да ви правам видеа што правам, како ми поминува денот на работа, да ви снимам влог од местото каде што ќе бидам, знаете, да ви биде интересно. Пред да го започнам ова видео, исто така ќе ви кажам, ви благодарам за поддршката на претходниот влог, се надам дека ви се допадна. Ја искрено уживав премногу во тој влог и правењето на истиот. Со Андријана буквално кога ќе се споиме, ние сме како избркани од психијатриски одел. И тоа е можеби добро, можеби не е добро, али нас не ни гајле за тоа кој што ќе каже. Нели нормално? Вака сега. Мојата прва книга, Не верувај никому, како ја почнав, ќе ви кажам сега. Ја почнав така што минатата година многу почнав да читам книги што се со психолошки и трилер жанр и буквално секоја недела читав по една книга, дали тоа било Себастијан Фицек, дали тоа било од Фрида, дали тоа било од Стефан Кинг и од многу други автори што не се толку познати. И само такви трилери и такви жанрови читав, значи не читав во буквална смисла никакви други, ни романтика, ни комедија, ни авантура, ни романса, ни не знам какви ти книги. И една вечер седев горе во соба и само почна да ми се вртат некакви мисли, мисли од типот на нешто да пишувам, некакви реченици. И земав и ги запишав и ќе ви оставам тука да прочитате. Првите неколку реченици беа, ако се сеќавам точно, леле крв на секаде што ќе правиме. Нешто така беше, мислам дека беше мај, ако не се лажам. Мај или крајот на април. Крајот на април, почетокот на мај, мислам дека почнав да пишувам. И тие ми беа некои реченици, потоа продолжив да пишувам, да прати на една моја блиска пријателка. Она ми кажеше: "Вау, браво, сакам уште, прати ми уште, сниме ми уште, пишувај уште." И така ми даваше некаква мотивација да продолжам да го правам тоа. И продолжив да пишувам, а меѓутоа пишував на телефон. Дали ви се верува или не, дури бев трета смена на работа, доработев на аеродром, на листови сум пишувал, дури сум работел, бидејќи работев како келнер на каса, и на листови сум пишувал и потоа од тие листови ќе дојдам дома и ќе ги препишам во телефон. Во буквална смисла, бидејќи телефон не сум користел, ќе пишувам на работа на лист, ќе дојдам дома од трета смена утепан мртов у 8 сати, едва ќе чекам да дојдам дома за да ги препишам тие листови во документ, во Word, како нели продолжеток. После тоа секој пат, значи дали бев излезен некаде или не знам што, јас едва ќе чекав да дојдам дома, за да продолжам да пишувам. Да. И не знам што ми стана, продолжив да пишувам и наеднаш само ми текна окей, приказнава е супер, приказнава води некаде,
ама немам лаптоп. На што да пишувам? Не можам на телефон да пишувам. И во рокот една недела ги натрав моите да ми купат лаптоп. И купив лаптоп и како што ми купија лаптоп, така не престанав да пишувам. Значи продолжив да пишувам, да пишувам, да пишувам, да пишувам. Ќе ви ставам тука неколку слики, процесот како ми траеше на пишување. Приказната ја смислив така што прво го смислив прологот, а пролог е го има во секоја книга, пред да почнете да читате книга има пролог. Сега прологот може да биде нешто драматично, нешто страшно хаотично, језиво, крваво. Мојот беше таков. И тоа е прологот е многу битен на секоја книга. Зошто? Затоа што прологот им дава на читателите мотивација за да читат книгата. Ако прологот на пример ви е досаден и не се случува ништо, едноставно и книгата ќе биде досадна. Ви кажам од искуство, од книги што сум ги читал и книги што сум пишувал, оние кратки хорор приказни. Прологот ми беше брутален. Како ми почнуваше месечината фрли ладен сребрен сјај врз изолираната кабина, сместена длабоко во куќичката, незините шапутени тајни, некогаш го нешто ми беше така. Имате исто видео на мојот YouTube канал каде што ја прераскажувам мојата книга, првите 3 или 4 глави, не сум точно сигурен. И продолжив да пишувам. Цело време ми се гаси камерата, затоа што немам батерија. Ама немам батерија и немам изгледам како буре, нема врска. Значи, цело време продолжив да пишувам, дури не дојдов до ситуација на средина на книгата каде што не знам за што ќе се работи, бидејќи секоја книга треба да содржи плот твист, а плот твист е нешто што не го очекувате додека читате книга. Една книга што можам да ви ја препорачам од Фрида Макфејден, Никогаш не лажи. Таа книга ќе ве остави у шок буквално до последна страница и кога ќе го видите крајот и тој плот твист што го има таа книга, ќе бидете шокирани како што бев и ја шокиран и мајка ми шокирана бејќи она ја читаше таа книга. Исто така и Куќната помошничка, The Housemaid, каде што има и филм исто во Cineplex, ако не сте го гледале, слободно погледнете го филмот доколку не сте љубител на читање книги. Ја ги прочитав првите 2 дела, исто така го гледав и филмот. Дојдов до ситуација каде што не знам што ќе се случува. Значи имам главниот лик, знам што е главниот лик, знам Мери што е во самата приказна, ама што ќе се деси со Мери. Така, што се случува? Накратко ќе ви раскажам, значи Мери со своја група на пријатели одат во викендица да го поминат викендот заедно. Меѓутоа не очекуваат дека тој викенд ќе им биде последен и дека ќе им биде смртен викенд за сите 5 души што ќе бидат во таа кабина. Толку можам да ви кажам, не би сакал повеќе да откриам. Здравје Боже во октомври кога ќе објавам својата книга, ќе имате како се вика ова, ќе имате предност да ја прочитате и да ми кажете ваше мислење. Меѓутоа на сите луѓе на кои што ми ја дадов книгата, тетка ми, стрина ми, мајка ми, татко ми, Кристина и многу други луѓе од Book Club ми кажаа дека очекуваат нели што побрзо да издам книгата за да си ја купат и дека ги оставила без збор читајќи ја самата книга. Не е се уште издадена затоа што знаеме нашата држава колку е добра и така натаму. Следно, што сакам да кажам е дека книгата ја преведов на англиски, ја објавив на Amazon, ја има на Amazon во Америка, така да можете да си ја нарачате, ако сакате ќе ви ставам линк доле во описот, слободно можете да ја нарачате, но меѓутоа книгата е само на англиски. И така, кога го напишав крајот на книгата, ја бев у шок со самиот себе си и се ежев буквално додека го пишував, затоа што крајот на мојата книга е, не знам, ја таков крај немам прочитано. Би ви кажал за што се работи, ама не сакам премногу да откривам. И книгата завршува така што дава некаков знак дека мора да има и втор дел од таа книга, а вториот дел ќе биде 25 пред 25 години. Значи првиот дел е по 25 години, вториот ќе биде пред 25 години, така нешто. Мада за вториот дел има време, прво да издадеме првата книга. И така ја напишав првата книга, ја објавив на Amazon. На мојот Instagram профил можете да видите повеќе информации, повеќе работи. Исто така, почнав да пишувам и втора книга, која што се вика Непознатото. Ќе ви оставам тука корица да ја видите. Корицата што ја направив. Добар почеток имам на таа книга, добар трилер, добар психолошки трилер, ми се допаѓаат првите 5 глави кои што ги напишав изминатиот период и си решив да не брзам затоа што пишувањето книга реално треба време, не можеш да брзаш да напишеш книга за еден месец. Тоа значи дека ништо не си напишал или да не користиш ChatGPT за да напишеш книга.
И оваа книга е добра, има комедија, но меѓутоа пресвртите што ќе бидат бомбастични, што реално ни јас не знам што се, нели пошто не сум стигнал до таму и ни тие луѓе што ќе читаат книгата, здравје Боже до година, нема ни да очекуваат. Драги мои, тоа беше се од денешното видео. Знам дека е кратко, но меѓутоа немам за што друго реално да зборувам. Така да ви посакувам многу здравје, ве оставам во здравје, ве оставам позитивни какви што сте, се надам дека го гледате ова видео. Јас одам да ја пишувам својата втора книга, а ние се гледаме со ново видео се надевам за многу брзо. Чао, чао, имајте убава вечер.